Може би не помина многу забележена посетата на помошник генералниот секретар на НАТО за разузнавање и безбедност. Меѓу другото и вие се сретнавте со него. Овој вовед го правам за да ви го поставам следното прашање, а тоа е дали оваа посета има врска со она што се очекува во Македонија во овој период во кој што ќе се чека на ратификување на протоколот од НАТО. Се прашања поврзани со разузнавањето и безбедноста. Се зборуваше на повеќе пати за потребата од прочистување, можеби ветинг е претежок збор на нашите безбедносни служби. Не е тежок. Тој збор го употребуваат и сите наши сојузници во НАТО во седиштето. Јас бев последните 2 месеци и 2 пати и токму тоа е прашањето кое веројатно прво ќе дојде на агенда од аспект на класифицирани информации кои ќе влезете во заедничкиот систем за разузнавање на НАТО. Не можете да оставите луѓе кои немаат баш чисто педигре во професионална смисла, кои се врзани евентуално со други безбедносни системи, а не со Западната алијанса, да имаат контакт со тие информации, бидејќи може да ги дисеминираат таму кај што не треба. Има ли сомневања, првични укажувања од страна еве и на високиот гостин од НАТО, помошникот генерален секретар за разузнавање и безбедност, дека во нашите служби е можно да има структури кои што не се прозападно ориентирани? Не е тајна во нашите служби, особено во некои сегменти на Агенцијата за разузнавање, ние имаме луѓе кои не се поминати низ тој ветинг процес. И, да кажам благо, не се воопшто за западна ориентација на Македонија. Воопшто не се на таа. Така што тие луѓе службите ги знаат. Зборуваме за луѓе кои што инклинираат кон некакво српско-руски линии или за друг тип на структури? Немаме трет тип на структури, значи во политичка идеолошка смисла истокот или западот зборуваме за луѓе на кои не им е драго што Македонија ќе стане членка на ЕУ и на НАТО и работат се изминативе неколку години и денес додека зборуваме да направат тоа што можат да Македонија одвратат од тој пат. Немој да заборавите дека тие притисоци, тоа е една групација, тие имаат и други луѓе, се разбира, имаат и структури кои се во приватниот сектор, има луѓе кои се и од регионот, меѓутоа тие беа прилично активни и за време референдумот и со финансирање на тие структури кои не сакаат да одиме кон западот. Сега од кога помина договорот и уставните промени кај нас, нивниот ентузијазам и енергија е спласнат, меѓутоа тоа не значи дека е завршен.